Почитувани гледачи, во продолжение, како што најавивме на стартот со ЦЦ, Златко Андоновски, портпаролот на Фудбалската федерација на Македонија, утрово гостин во утринската програма на Телма, зборуваме за вчерашниот надпревар Македонија-Бугарија, кој за жал го загубивме. Златко, добро утро, добре дојде во студиото на Телма. Добро утро, поздрав до сите гледачи на Телма. Ке ни беше секако многу по мераклиски разговоров ако победевме вчера, нели? Многу по-кејвски, по-кејвски. Непријатен пораз за македонската репрезентација против Бугарија. Во вечерта кога сите очекуваа дека ќе победиме и поради други причини. Меѓутоа, за жал се случи пораз. Одиме понатаму, тоа е составен дел од фудбалот, од спортот и Боже мој, се надеваме на позитивни работи во иднина. Ги комплетиравте ли впечатоците вака, го преджвакавте на некој начин тој пораз, ете незгоден пораз, бидејќи кога станува збор за квалитет, Македонија стои подобро. Поквалитетна репрезентација е фудбалски од Бугарија и затоа поразот уште повеќе боли. Боли бидејќи во овој момент се случи од Бугарија. Вела дека по преспиена ноќ сте попаметен, меѓутоа рака на срце репрезентативците одиграат добар надпревар. Да не заборавиме дека во 15-тата минута бевме без исклучение од Тодор Тодоровски, а тоа сигурно менува многу во концепцијата на селекторот Благоје Милевски. Мораше да менува и речиси 80 минути да игра со фудбалер помалку. И во тие моменти создадовме шанси кои можеби можевме да ги искористиме макар за нерешен резултат, но се случи пораз од Бугарија. Огромна благодарност до публиката која што дојде на националната арена и ја бодреше македонската репрезентација. Навистина, одамна не сме почувствувале таква енергија кога е во прашање една македонска репрезентација, независно дали е во фудбал или друг спорт. И јас се надевам дека и на следните надпревари ќе добијат таков ветер во груп и тоа ќе биде нов потик за фудбалерите. Добро, би замолил уште еднаш за поконкретен одговор. Рековте по преспиената ноќ треба малку почисто да се гледа на работите. Каква беше атмосферата вчера во соблекувалната по поразот? Се собравте, ги видовте играчите? Не беше пријатна, посебно што фудбалерите беа тие кои што сега се на тапет на јавноста и стручниот штаб. За сите техничко-тактички можности, алтернативи, веројатно селекторот Милевски ќе одговори многу по-конкретно. Можеби не разгалија, можеби не научија да очекуваме повеќе од нив. И вчера беа под своите можности. Тоа дека фудбалски се разгаливме, се согласувам. Тоа дека сега бараме победа против секој противник, независно дали е Италија, Грузија или Бугарија во овој случај, да. Меѓутоа, за тоа се заслужни самите фудбалери и самиот стручен штаб, бидејќи тој епитет на фаворити сами си го заработија и со победата против Италија, и со успехот во квалификациите, и со добрите игри и напаѓачката игра која што ја прикажува оваа репрезентација веќе години наназад. Поразите ќе ни се случуваат, тоа е неминовно. Битно е на начинот на кој што ќе излеземе од тие непријатни порази како што беше тој против Бугарија. Од друга страна, сакале ние да признаеме или не, ние сме таква публика. Се радуваме и сме еуфорични во победа и доаѓаме до степен на депресија кога ќе ни се случи непријатен пораз и потоа пукаме со сите средства условно. Меѓутоа, пак ќе кажам, фудбалерите се доволно зрели, силни карактери да го надминат сето ова и да се вратат посилни тогаш кога најмногу треба. Тоа ќе биде квалификациите за Европското првенство од 2024 во Германија, бидејќи целта за оваа репрезентација е токму тоа. Ако не го вперуваме прстот само кон фудбалерите, еве да прашаме и каква е одговорноста на стручниот штаб и на селекторот Благоје Милевски со оглед на тоа што трето место во Лига на нациите е под очекуваното, под можностите на оваа фудбалска генерација на македонските репрезентативци и апетитите и амбициите беа многу поголеми и очекувањата, па во таа смисла се погласни се и прашањата околу можноста за одговорност на селекторот Милевски. Дали се размислува за, условно кажано, оставка или повлекување на Милевски од челната позиција во репрезентацијата? Не, во никој случај во овој момент, затоа што целта која што си ја постави федерацијата, меѓутоа и самиот стручен штаб кој што е предводен од Благоје Милевски, е пласма на Европското првенство 2024 во Германија низ квалификацијскиот циклус кој што ќе започне од март 2023 година.
Неколку пати самиот Милевски напоменува дека ова е период на транзиција на оваа репрезентација. Многу фудбалери и синоќа ги немавме на надпреварот против Бугарија, се можеби клучни во играта на Македонија во одреден дел од теренот. Да не забораваме дека го немавме капитенот Стефан Ристовски, го немавме Аријан Адеми, двајцата фудбалери на Динамо Загреб. Тихомир Костадинов е повреден извесен период. Дарко Чурлинов исто така не е во составот поради повреда. Бобан Николов, стандарден репрезентативец кој сега се враќа во тренажен процес и надпреварувачка форма во Стеауа Букурешт. Тоа се објективни проблеми кои се сериозни за било која репрезентација, да немате 5-6 стандардни фудбалери во составот и да барате победа на секој надпревар. Не дека ние не ја баравме, напротив, меѓутоа се случи пораз. Добро, на овој надпревар недостасува навистина клучните играчи, можеби, ако така може да се каже, во репрезентативниот табор, меѓутоа тие беа присутни на претходните надпревари, на оној надпревар во Разград кој не успеавме да го добиеме, иако рака на срце не беа ниту Адеми, ниту Ристовски. Добро, меѓутоа игра против Грузија дома, кога изгубивме исто така неочекувано многу. Може ли некаква одговорност тука да се бара во тактиката, во поставеноста на играта, во составот? Тоа се прашања кои што треба да ги одговори Милевски и апсолутно не бега од тоа. Меѓутоа, ако збориме за тактика, за офанзивна игра, Македонија веројатно никогаш порано не создавала толку многу шанси на надпревар. Реализацијата постојано, ефикасноста ја споменуваме како проблем и ниту репрезентативците, ниту стручниот штаб, ниту Милевски не бегаат од решение, изнаоѓање решение за тој проблем. И ќе видиме што ќе се случи на надпреварите кои ни следуваат. Октомври пријателски надпревар во Абу Даби против Саудиска Арабија. Имаме 2 контролни надпревари во ноември пред почетокот на светското првенство и квалификациите во март идната година. Така, предходно е и жребот за квалификацијските групи за Европското првенство. Така е на 9 октомври. Бидејќи завршивме трети во групата наместо први или втори, евентуално ако вчера ја добиевме Бугарија, ќе добиеме по тешки противници во квалификацијската група. Таков е шеширот сега? Ќе видиме, се уште не се одредени барабаните од кои ќе започне македонската репрезентација во извлекувањето за групите од квалификациите. Меѓутоа се сведува и на среќа, меѓутоа и на репрезентации кои можат да бидат или во третиот, четвртиот или петиот барабан и од тука да ги добиваме противниците против кои се разбира дека ќе бараме победа и дома и нагости. Мора да бидеме на едно од првите 2 места доколку сакаме да оствариме целта, а тоа е пласма на нов континентален собир во Германија 24 година. Ако во Лига на нации завршивме трети, какви се шансите објективно за тоа кога мотивот на другите репрезентации и составот ќе биде и објективно посилен? Составот и на македонската репрезентација ќе биде посилен, притисокот ќе биде посилен. Веројатно некои од фудбалерите и се навикнати на тој начин да даваат и повеќе од себе за да се покажат на таа голема сцена. Реков дека тоа е целта. Ќе видиме колку сме способни, кадарни да ја оствариме. Ако верува селекторот, ако веруваат фудбалерите и во неговите методи, и во неговата работа, и во неговата тактика, никогаш повеќе, например, статистички додавања на еден надпревар немала повеќе македонската репрезентација отколку на изминатите средби. Меѓутоа, мора да се напомене и тоа помалку го зборуваме очајната состојба на теренот на националната арена на синокешниот надпревар, кој што навистина создаваше проблеми, посебно за фудбалерите кои сакаат да играат со топка како Елиф Елмас или Барди или Бојаниевски. Така, дополнително ја влоши состојбата на теренот и дождот кој не се повторува тоа многу често кога сме. Зошто не знаеме да го одржиме теренот на националната арена како што треба? Тоа е стадион, арена која што го менаџира јавното предпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор. Вие како ФФМ немате можност Ние како ФФМ на секој начин се обидуваме да помогнеме и логистички и финансиски. Така беше и пред почетокот на овој надпревар против Бугарија,
на барање на Фудбалската федерација теренот беше затворен, условно речиси, месец и половина, се со цел да се зачува во добра кондиција за надпреварот со Бугарија. Дури федерацијата помагаше и со материјали и финансиски средства за да се реализира тоа на најдобар можен начин, меѓутоа за жал видовме на кој начин тоа сето се направи. Каква е атмосферата во репрезентативниот тим? Какви се релациите меѓу фудбалерите? Дали е се на највисоко ниво? Одлични. Тие се момци кои што се знаат веќе долги години, мина неколку филтри во младинските репрезентации, играа на 2 европски првенства со Милевски на Европското првенство во Полска за млади фудбалери до 21 година и на Европското 2021 во Романија и во Холандија. Знаат дека јавноста ги поддржува, знаат дека јавноста бара многу од нив да го продолжат сето тоа кое што го започнаа. Меѓутоа, големо прашање е и нивниот статус во клубовите. Токму тоа го напомена и селекторот на синокешната пресконференција, зборувајќи за малата или немањето минутажа во клубовите, кое што се рефлектира на нивната надпреварувачка форма во репрезентативните надпревари. Така ќе биде впрочем и во наредниот период. Ако немале минутажа досега, не знам зошто би имале. Се зависи од тоа колку ќе се изборат за својот статус во својот клуб и колку ќе бидат во милост на тренерите за да добијат шанса за настап. Така, Андоновски, на функционерите во Фудбалската федерација на Македонија, фудбалските фанови им забележуваат и за тоа што вчера можеби навистина беше идеален момент поради тој емотивен, енергетски набој на националната арена, токму поради тоа што противник беше репрезентацијата на Бугарија, навистина имаше некоја многу впечатлива атмосфера, публиката беше на нивото на својата задача, дека беше вистинскиот момент да се испочитува нашиот најдобар фудбалер Горан Пандев, кој претходно се прости од фудбалот. Зошто тоа не беше сторено? Дали е тоа на некој начин одмазда за Пандев поради тоа што се огласи со некакви критики за Не, апсолутно не. Дали станува за збор за политика во фудбалот или? Не, апсолутно не. Горан Пандев официјално преку La Gazzetta dello Sport, италијанскиот весник, се прости пред неколку денови, така што се разбира дека ќе го добие заслуженото внимание и статус и од нашата јавност и од Фудбалската федерација на Македонија. Во таа смисла не беше надпреварот со Бугарија вистински момент за тоа или? Апсолутно не. Како последен во Лигата на нации пред домашната публика. Ако имаме многу такви надпревари со посилни противници и се разбира дека тоа внимание го заслужува и ќе го добие. Рековте следни предизвици за македонскиот национален тим? Следни предизвици за репрезентацијата се двата контролни надпревари на 17 и 20 ноември, тука на националната арена, но претходно во октомври дел од фудбалерите кои настапуваат во Македонската фудбалска лига, бидејќи не е FIFA термин, ќе имаат надпревар со Саудиска Арабија во Абу Даби и тоа ќе биде нова можност да се види потенцијалот и на фудбалерите кои играат во домашниот шампионат или барем во клубовите кои што се во регионот, ќе добијат дозвола фудбалерите да настапуваат за репрезентацијата на тој надпревар. Дали Милевски има во план и подмладување, евентуално некои нови Ние имаме играчи од Македонската фудбалска лига? Да, просекот на години е навистина релативно мал и кога е во прашање синокешниот надпревар за македонската репрезентација, тој процес е започнат и веројатно ќе трае до почетокот на квалификациите во март 2023 година. Андоновски, благодарам многу за разговорот во утринската на Телма. Ние сме тука, верна публика на македонскиот национален тим и ќе ги бодриме нашите фудбалери и во поразите и во ќе се надеваме на многу повеќе победи во иднина. Апсолутно, тоа ни треба на сите и ви благодарам на поканата, на вниманието и се разбира на поддршката за Македонија. Така, благодарам уште еднаш, ги очекувам и отворена покана за сите фудбалери и за селекторот Милевски во некое наредно издание. Ќе не биде драго.